комисијата ги разгледа материјалите и нема забелешки. Благодарам. Точка 4. Дали некој бара збор? Повелете. Значи, сакам се да појасниме на работа, ако е можно да се појасни. Со парите од фосилните горива, значи, ќе се тампонираат улиците, така? На оваа сума, Могила додава сума. Целата сума е додава Могила што е добива од Министерството за транспорт и врски за пато или не? 3.293.000. Чекай, таа е од РЕК, од фосилните зборава. Така, после, значи, ние имаме 2.999, таму 627, значи, од Министерството за транспорт и врски за патишта што ги добиваме. Тоа е друга ставка, ова е... Значи, ова е посебната ставка. Само ние тука финансираме. Дали ќе се додати тие 80.000 што ги остава од стрела? Тука во ова? 400.000 денари, 406.000 денари. Ама и овие се натре, така? 80? 406 плюс од општината. Од општина, ама и овие што ги остававме натре си тие, така? Тоа сакам да рачистам. Се е друго прашање. Дали имаме ние некој план ко советници да знаеме каде ќе се тампонира и колку? Значи да знам сега пример ќе се тампонира Беранци 3 улици од таа до таа, а не кој ќе дојде како стално ја згобарам о истото, не да го сити граначалник ги пред тоа, ја стално од Косумовде ја згобарам. Да знам каде. Ќе ме праша Габриела, денес се тампонира кај нас, ние котелина беше на врата, изгласаме не знаеме каде. Каде бе? Таму. Колку метра не знаеме, колку должина ништо не знаеме. Каде на друго место па не знаеме. И после од телефон, абе камион му дојсо новој му историја ваму, 1-2 ваму, значи не знаеме ние каде. Ќе се направи пресметка и ќе биде јавно. Значи точно кажано каде, во кое село и колку. Јавна набавка ќе биде тука нема. Добро. Ете така. Бидејќи се исцрпени сите точки од дневниот ред, ја заклучувам седмицата. Предлогот на гостен? Извинете, точка 14, предлог програмата и предлог проекти на општина Могила за управување со животната средина. Ја ставам на гласање, кој е за? Предлог програмата е усвоена едногласно.